пример како ќе им влијаеш добро на твојата младина. Добро. Значи ти сега некој дете 15 години. Добро. Те следи тебе. Добро. Поема нему животот што ќе прави. И го обучиш да биде контент креатор, а контент може да прави константно. Да заврши. Здраво на сите. Решив да снимам едно посебно видео, конкретно само за афилијет програмата. Ја почнавме скоро више пред 2 месеци. Имаме наш софтвер кој што е поделен по региони. Моментално највише афилијети имаме од Македонија. И како точно функционира целиот систем? Се креира юзернейм и пасворд, конкретно за вас. Кога ќе се најавите со тој юзернейм и пасворд, добивате комплетен дешборд со сите наши производи и колку провизии имате од производите. Вие се што треба е да знаете да пуштате реклами, односно да водите реклами дали Мета, дали Google, и на тој начин со раководење на кампањите да си заработувате пари. И целта е да може луѓе, особено и помлади генерации, од кај нас да заработуваат сегде во светот, бидејќи ни е поделено во региони. Имаме Македонија, Америка, од Америка може и Европа, Австралија, Канада и Србија, посебно како Балкан. Едно прашање. Повелете. А може ли ако не е Мета да се пуштаат реклами на Мета и вакво да биде, например, ја имам кол центар некаков и база на клиенти, што ги обслужувам и не знам. Со едни дечки така правиме, што имаат сосема друг бизнис, меѓутоа имаат голема дата база на клиенти, може со Telegram групи, WhatsApp, значи буквално вие се добивате линк ваш, кој е конкретно ваш линк, и преку тој линк си правите продажби. Така да на кој начин ќе стигаат клиентите на линкот, си е ваш. Или, например, некој YouTube канал да виде кој има публика и може у дескрипција да се става линкот, фактички може, линкот, афилијет линк. Работата со тие органските не е долготрајно. Мислам, со органски, дали е Instagram, YouTube или небитно на која платформа, трае кој ќе го спомнеш у видеото 2 дена. И толку е. Ако раководиш со кампањи, ги сетираш кампањите и се тера цело време. Тоа управо си. И само треба да знаеш да раководиш со нив, кај што исто покрај ова све, у план ми е, кога ќе пуштиме мобилната апликација, се надевам више за 10 дена максимум, пошто е горе-доле све спремно. Ја имам видено превју и многу добро личи. Да. А сега сакам јуш една програма плюс да ставам и таму ќе има и попусти. Пошто ги направив мобилната апликација, попусти, диети, видео рецепти преку 60 има, и таму да може плюс и за афилијет програма во објаснување, односно за медиа бајинг, како да се раководат со Мета кампања најчесто, пошто сега тоа е најактуелно и најдобри резултати има. Па да направиме едно за едит како да се па јас ти кажав само, ти си неозбилен. Прав си. Ја изговор ми е тоа, чекај ова да завршам, чекај ова, видео сега, ова, и тоа ми е изговор. Ама битно, Сабајле пуштив рекламу, тоест вчера. Ама гледаш од кога почна, како поише се исплати и видео и све комплет што правиш. Како не, како не. Пошто поентата е, кога правиш со кампањи, ти снимаш неколку добри видеа и после само ги раководиш ти и само допунуваш. И гледаш тогаш точно што какво видео продава, а какво видео носи само верност. И тоа, пази, тоа е само Македонија, кај Србија се што треба да почнеш, пошто ние сме тука 1.100.000 на Мета конкретно. Србија е 7,5 милиони. Значи 7 пати поголем пазар, па после тоа доаѓа Америка. Што е многу покомплицирано, зашто е огромна публика и треба да се сегментира у посебни делови. Тоа јас сега конкретно правам некои кампањи да ги тестирам. Се вратам на афилијет програмата, што е замислата. Ајде. Сега, кога ќе добиете ваш юзернейм и пасворд, си се логирате на комплетниот систем, од кај што ги влечете линковите. Потоа треба да знаете да пуштате кампањи на Мета или Google најчесто кај нас. Може и YouTube, пат зависи. Или, као што каже Томски, може тоа и органски да се пуштаат на видеа као со линкови, меѓутоа тоа не е долгорочно, бидејќи видео кога ќе се пушти органски 2 до 3 дена максимум собира вјус и тие вјус се небитни, пошто видеа за продажни кампањи се сосема подругачи од оние што носат органски многу големи вјус, лајкови, шерови и коментари.
Ја у тоа, кога ми кажуваше дека органски, мислам кратко трајно, објавува стори, ја најчесто од стори, дека од стори го ставаш линк од директива, нели? Да. Од рил нема како од директива да ги пратиш и тоа до 24 часа еве да ставаш секој ден, пак не може да достигне до таков Не бе, нема теорија. таков број на нарачки како што може АЦО да пушти. И сега тука ти е само математика, гледаш колку пари ти е рекламата и колку пари ти носи и ако е Да. знаеш како да тоа е изнивелираш media и buying. сетираш. Работата е што треба реални да бидат видеата. Ја затоа и Slim Booster со Slim Diet е систем кај што верувам и више илјадници клиенти имаат огромни резултати со тој, кој ќе се сподели реалната приказна, е многу подобро за било кој производ него ли да се онакви смешни финта видеа, Да. односно на некој начин скем, кој што прават многу. Знаеш И не бе, тоа е како скетч видео некој, ти да не скетч видео да е тоа, пак не... Не, ама има и многу што пример за било што дали е суплемент или ова, нешто што ти дава нереални резултати, да, пример. да, тоа да. И тоа се користи, тоа може да се направи краткорочно многу продажби, ама после тоа умира. А што сакав да ти кажам, еве го сега Бобан од Куманово, Вицу Шпиц, како му се вика канал, така е Вицу Шпиц, да не го утна. Он почна со 112 кила, за месец, не, 40 дена мислам дека веќе, за 40 дена сега е 97 кила, бре. 97 кила и само што сними стори дечки толку дена ова и она и ја го споделив сторито, тоа е слика прво имаше, мене колку луѓе ми изнапишаа тоа дека е реално вака си го земал и си кажал дечки ова ми се случи вака и вака се осеќав, толку кила ослабев, тоа е... Не, ама и мене и тоа ми е замислата и натаму целам кон све што правиш да биде реална приказна, да не бркаш ти се за хук или за овакво знаеш да собереш, пошто тоа е супер, ама кратко трајно. Да. А ова е долго, јас знам пример видеа, реални видеа со вистински резултати има по 2-3 години истите идат. Да. И се еве Brain Boosterов пак го активирам пошто го немаше 2 месеци, пак ќе користам видео од пред 3 години некој што видео. Знаеш што ми текна она видео на што го снимав у оддело у Нива? Леле, таму колкав сум е. Бога ми, Колку сега дело. баш го гледав пошто ја правев новата лендинг страна. Таму колкав сум, каква промена има, може да навлеземе од афилијат малку програмава у тоа, Не, како, чекай, прво ти да ми кажеш вака јавно, Ајде. пошто Футурива Србија ти ја доделивме. Добро. Кога ќе почнеш да ја работиш? Не, почнав, ама мислам дека треба официјално, сега разбрав зашто ти цело време инсистираш да отидеме у Београд. Мора да отидеме у Београд и друго ќе биде таму кога ќе снимиме видеа. Ја направив неколку тука видеа и пробав. Знаеш, незгодно ми беше да зборам на српски, да ме гледа како да не утнам нешто, да не кажам Не, како... мислам дека тоа нема толку. Треба да се пази на такви, ама природното највише. Па тоа ми, мислам... Ама со 2 србенки полесно ќе ти биде да не утнеш. Да. Има кој да ти искара. Вака. Така, и ја да кажам нешто и они да кажат, да ме подучат. И мислам дека треба да договориме и да се сними и влог и да се снимат неколку реклами до Београд да се отиде. И така да го направиме стартов, еве например и неделава што не, иде мора може. да се тестира. Аха, прво да тестирам. Прво се тестира со една статична пример кампања и едно видео некој. Не ми упали планов за одолжување во... Идеме, ама да тестираме за да почне да врти, да фаќа пикселот информации и после кога ќе видиш дека тоа дава резултати, се насочуваш таму и ги правиш уште болji видеа. А што мислиш, колку за почеток, дали едно видео, дали комбинација јас и например една девојка да направи видео на српски да биде за почеток, дали 2 видеа или едно видео? Што мислиш? 2 видеа или едно видео, едно статично. Аха. Ја искрено до сега немам пуштено статична ко реклама и затоа сум... Мене многу добри резултати ми дава статично. Ја затоа некако сум скептик и ја повеќе би отишол на 2 видеа. Па, знаеш што е разликата? Што видео, пример, многу често луѓе само скролаат. Да го скипнат, да. И ти додека дојде до главното, пример, еве за разлика од органски видеа, пример ти кој што си ги правиш со хукови, со све. И ја
пример на реклама, знаеш какви ми проаѓаат највише? Директно кога ода. Пример одма за бенефитите, за резултатите, без разлика за што производ е. Не мора да е за слабење, дали било и за енергија, што и да е, кога идеш директно одма на главното, дека луѓе више нема трпение. Знаеш, она ти се скрола и сега Да. прво ако си им непознат, ај тука ги занима сите пошто те знаат. Да. Ме разбираш, ти се у Србија кој ќе излезеш и сега кој ќе види со кукот треба да се тестира и едното и другото, ама ова друго многу проаѓа пошто е директно на тоа и мора да има добра лендинг страна, кај што ти ги дообјаснуваш други работи. А за Србија што ми дека сега немаме лендинг страна за Србија. Има како нема, ти ја направив. Ама чекај. Ти збореше... Ти само одолговлекуваш 3 недели едно видео што треба да го направиш. Да, прав. толку е. Прав. Значи све е спремно. Прав си. Мене ми беше дека тоа што го зборевме за да направиме лендинг страна со мојот резултат, дека ја имам постигнато резултат, почнав со колку, со 116 кила мислам дека бев, сега сум 106. Вчера се мерев 106 сабајлеве. Имам тоа се значи веќе 10 кила слабнати. Дали е подобро да направиме лендинг страна како што кажуваше со мојот резултат и од таму да ги добиваат сите информации едно друго и од таму после да ги носи на шопот. Да. Така треба. Епа, Ви, најбитно ја што сватив после 3 години и тон пари потрошено, мора прво најбитно е производот да функционира. И да Тоа е веруваш докажано. у тоа приказната и тоа кога веруваш да научиш да ја споделуваш реалната приказна. Значи без разлика што е реклама, мора да биде реална приказна. да. И пример ја за тоа не ни бркам онакви сега месецов, не знам, да направиш не знам колку продажби нагло, него да има константен раст и тоа се дешава кроз години, виш. Да. Пошто тоа можеш само со реална приказна и ти го билдаш како комплетен бренд за све и после само додаш работи. Ја зашто те терав исто и зона за видео, за едитинг, за све да се направат. Пошто има еден куп луѓе што ми пишуваат и ова видео едно за тие, пошто сакам да направам за афилиет програмата директно до снимам и мониторот и објаснување како функционира за некој што нема искуство. Пошто пример е покрај тебе имам уште 12 дечки кај нас што работат, од кои 3-4 стварно кажат тоа едното дете сега напуни 18 години. Браво. Значи сега сакам со него исто да снимам вака да објасни. Значи сега напуни 18 години и више заработува 1500-600 евра месечно. Браво. Браво. И тоа ми е целта да се направи за и од Македонија да може тука да седиш да се фокусираш на тоа и да заработуваш пари. Не, стварно е И одлично. пази, тоа е само почетно, тоа е Македонија. Да. Кај е сега Србија? Србија Бугарија. искрено не ми е некој пазар многу сериозен, пошто е многу поголем и све, ама таму премногу скемови има, премногу Да, и уништено мислиш свето. народот не верува, или? Па не знам. Стално од кога сум ја работел, имало моменти кога топидело, моменти кога стагнирало. Немало континуитет. Друго е што цел свет имаш можност. Ти Америка не е чепната. Да. И тоа не е само Америка. Сега А производите какви се... у Америка се врв. Стрипс од лентите се страшни. Таму само Slim Boosterот не истеко тука со програмава. И најбитно ми е пример што еве кај нас состојка ова што е глукоманан, едно од главните, таа е единствена одобрена од ДЕФСА состојка за слабење. Значи со сертификати, со све, плюс се европски состојки. И диетата што доаѓа со Slim Diet, со Slim Boosterот е базирана на најнови истражувања, со докторски науки, со све можно. Мислам, тоа јас сум го правил, јас за фастинг имам од 2008 пишувано ибук сакав тоаш на англиски. Шо збориш? Да, од Не ја знам 2008 за информација. фастинг. Кај нас сега стана актуелно пред 4-5 години Новак Џоковиќ која збореше. Филип е пред времето. Пред времето, ама мислам ова 3 дена фастингов што е, што го ја 2 пати го направив, феноменална работа и претходно ти кога ми го збореше, не знам, не верував, викам како така добро, да има. за тоа 3 дена тоа е поекстремно, ама пример повремено дневно гладување најбоље за слабење со кето диета у комбинација или low carb кој што е Slim Diet.
Ја го И плюс уште толку ти се поедноставува со Slim Booster, пошто за време на фастингот си пиеш кафе Slim Booster, јадеш еден поголем оброк, уште еден помал, има и десерти, видео рецепти, 300 чуда и тотално нема поента да јадеш нездрава храна која све можеш да ја направиш на кето начин, дали пица, бургери, знаеш и сам. Да. И благи палачинки, 300 чуда. И само треба мал свич да направиш и резултатите одма доаѓаат. Пардон, кажи ми за Америка. Таму има доста до сите стейтови што се. Да, цела Америка ни е опфатена за 3 дена шипинг. За 3 дена шипинг. Ама и не е само Америка, сега со дечки едни исто зборам, они треба да ја фатат Канада и Австралија. И Канада и Австралија, и плюс Европа, Европска унија, освен Шпанија, мислам имаме достава, ама у Европска унија може да им наплатат плюс царина ако направат поголема нарачка, пошто од Америка ги праќаме со FedEx у Европа. Дека сите, пример, у Америка ни се Made in USA и FDA approved суплементи. Фактички стрипсовите, некој ако живее сега у Европа може да ги добие америчките стрипсови. У Софија што си ги нарачав. И тоа, пример, е уште подобро, кога праќаш од Америка у Европа, сега не знам да не сменат нешто, ама царина смешно ни наплати нешто, 9%, нешто така, или 10, не знам. Што кога ќе видиш, не е страшно, ние направивме, нарачката беше $100 на све што направив, плативме, не знам, све на све дали 115. Да, па тоа е окей. Тоа е окей. Со FedEx и тој и у Бугарија стигна за 6-7 дена. За една недела, да. Ама секако таргетот мене таму ми е Америка. Пошто таму Америка ако успееш да ја пробиеш, нов океан е огромен. Таму мислиш дека тоест не мислиш сигурно за реклами ќе треба многу поголеми буџети или? Па ќе треба, ама имам друга стратегија сега што ја направив, што ќе ги фаќаш помали делови и ќе ги шириш дел по дел за пикселот да фаќа информација. Не откривам скрос, ама детално ми е разработена како би почнал. Али секако мора дел по дел, не можеш цело. Да. Пошто иначе ќе изгориш многу кампања и плюс знаеш што е проблемот со кога има пример на пазарот некои што трошат премногу надови, ти нема да доеш не до израз, тоа не е, него општо те бута надоле, исто ко органски се некој која става видео со многу, сега ти пример кога ставиш видео и катастрофа да е видеото, ќе има 30.000 пример, 20.000 прегледи, така? Да. И лошо без врска стави 10.000 ќе има. Да. Исто ти секој некој да почне да, например, $1,000 ден да пуштиш од старт, така? За тоа кажуваш? Не можеш. Џабе ќе ја пуштиш. Ништо има, јас гледам и што се консултирам со некои имаше како и ментори за таму што работат, по 100 и нешто $1,000 на ден трошат, само на мета. Тоа е премногу. Ама сигурно им носи големо ревење. Абе, све е така, ама мора да почнеш од помали делови и така да го шириш за пикселот да има информации за да знае каков тип на клиенти го купува тој производ за да може сам да ги таргетира. Јасно. Извини, ја малку бев дефокусиран поради тоа што морав да го држам телефонот отворен за видео да ми се објави. И се објави? Да, се објави конечно. А дали ако пијам сега дупла доза Slim Booster, нема да се скршеше столчев. Вакво беше. Иначе, можам сега, што направивме томски шоп, да снимиш видео, ама не професионално, тоа твоето, чекај 18 светла, ваква камера ти треба, онако, взимаш со телефон, го снимаш и мониторот. Добро. За видео едитинг, за хукови, баш за тоа што го правиш. Тоа сакав преска. Ама тоа знаеш како се прави. Не ти треба тоа студио, мудио, дојле, петко, станко. Него правиш, пример, 10 прашања најбитни. Што си за сите тие 10 снимаш по едно видео. Добро. Као едно за хук, едно како видео, сега не знам, не е... Да. Чекај, концепт со држина едно. Фактички за како да направиш реклама, така? Тоа да гласи, што ти треба? Ти треба да го снимиш, како треба да изгледа видеото што да го снимиш? Па не, за такви вирални ти можеш да се правиш. Па да, за едитингот, како да го изедитираш видеото и како да го експортираш видеото, така? За сите тие три работи. Да. И тоа може... И прстрмчето видеоско. Тоа
може вака да биде пример. Тоа да си го направиш кој што ја правам се апликацијата, дигитален продукт на твојата страна, ги снимаш тие без разлика како ги снимаш, се направени како курс изгледа, кој што ја правам програма, истото е, само за друга намена. Да. И некој си окупува тој продукт и има пристап кој ќе окупи. И си ги гледа и преку тоа можеш плюс и афилиети са некои млади деца кои што те следат тебе, па ептен може да земе он да го изгледа и ако стварно сака да работи, за недела дена да земе да почне да работи и да заработува пари. Да. Мислам, се не за недела, еве за месец. Да. Пошто за видео, едитинг и хукови не мора, се не сака секој сам да се снима. Да. Ама може да зема видео од интернет. Може и за продукт. Со AI додуша толку не ќе ми пример, пошто више тие не проаѓаат. Да. Особено за кампањи. Ја тоа за Србија што го пробав со AI voiceover и видеше, направи, ама не направи продажби, ама не е тоа. Мислам реално како ти што викаш да е реално, тоа е победничкото видео за кампања. Знаеш што сватив ја пример сега со она биролови voiceover AI или да не AI и да е обичен и онакви AI видеа со хукови, тоа не ти проја, пошто тоа е више убиено и сите сака да се врзат со реална приказна. Може да подолго трае, ама секој сака, па еве тргни и ти. Сега да ти излезе пример, не знам, некој производ и сега да го видиш такво со биролови, со AI, со ајде беги. Да, ќе мислиш дека е некаков скем. А сега да ти излезе, не знам, човек вака да се снима, не треба ништо вака, напред на камера. Прав си. Морам да го направам, го влекувам долго време, демек сега видео, сега ова, сега она, сакам да го направам како курс да имам, а знаеш што работава? Кога ќе навлезам, гледам видеово дека како да се снима, има милиарда работи да се направат. Не знам што, кои се основните, како основни да ги убацам у тоа. Тоа ми работава, дека можеби треба да направам прашалник што ги интересира луѓето, што сакаат да го научат тоа, што ги интересира и по тој прашалник после да се направи концептот на видео. Не, најосновно, ама ќе направиш неколку, прво ти е beginner, општо. Исто па ја и со програми исто се мислев, зашто ти за дома програми со минимум она еквипмент, што се со ластици, дали со кеттлбел, дали бодивејт само, имаш каталјарда, ама мора да почнеш од негде да оградиш тоа. И јас затоа сакам и со телефони тие да ги снимам и све, за да може пример, идеш негде си снимаш програма, пошто намената ми е за луѓе што сакаат да си патуваат или не знам, од дома да вежбаат за да реално да биде. Да. Ти може да ги, пошто ја и што ги гледав некоите и на YouTube и такви што се снимаат, знаеш, ти го ставаш телефонот и го кажуваш што го правиш, пошто студиски со AI, плюс колку можеш ти студиски да правиш. Ти може од Сабајле денес, секој Сабајле да се снимаш по еден курс, стани од Сабајле и пример си викаш денес темата е за хук, така? Да. И денес само за хук, 5 минути и објаснуваш. Вадиш твои видеа за хукови, чао, пријатно, ете ти го видеото додека си пил кафе. Утре дента за од хукот, не знам, она главната содржина како е, како му доаѓа вториот дел. Да, прво, значи, вака, морам да ги запишам. Не, ама тоа треба да се направи убаво, ја не знам. Не, ја знам тачно, само да го пишам дека... Знаеш како сум гледал, така си фаќам и за програмиве и за све што правам. Почињаш една тема е денес, таа 5 минути, чао, пријатно, пошто ти у студио ќе организираш 8 камермани и овакво, мора одма све да снимаш и ти прави тоа на некој начин кој анксиозно, знаеш дека све мора и нема да го направиш никад. А вака ќе почне, и сега ти после кога ќе го имаш, многу е полесно ако сакаш после попрофесионално да направиш истото, ама више го имаш. Да, веќе го имаш костурот и на тоа го надградува. А вака никад нема да го имаш и ќе биде само басни расказување. Затоа земав да пишам, бидејќи во моментов имам идеја, мислам идеја како потточка да ја пишам и потоа да се водам. Значи првото е да се направи како треба да изгледа видеото, костурот на едно видео, после идеме второто е едитингот на видеото и трето е може да биде ова продукцијата на видеото, фактички шерувањето на видеото и тоа е. Таму ќе ги објаснам оние точните тајминзи кога се објавува видео, како се објавува. Сите тие се трите главни точки кои ќе ги подобјаснам и сега само тоа да го пишам. Треба може курсот да ти биде стани контент креатор за еден месец.
Да. Пример така ти се вика. И сега почињаш од почеток. Ти пример кој ќе го правиш, треба некое дете 16 години сега те гледа, да сака, го гледам Томски, ми се свиѓаат видеото, сакам да научам од него. Да. И сега него му се обраќаш. Најпросто. И после можеш и да се консултираш и со ChatGPT, со некој да ти ги направи као содржина, како нешто да не забориш. Еве ги 3 точки ги пишав како се дистрибуира. Тоа е, да ги пишам само тај. Да, бе, па ја направив нов профил, Tommy and Friends Media Group, Instagram, таму ќе ги објавувам највиралните контенти до сега, бидејќи на нов. Еве и овие работи ги кажувам во ова како се дистрибуира видеото, каде на нов профил, докај 20 на 1000 followers, има посебен рич. Инстаграм ти дава посебен рич на тебе. После на тоа е многу потешко да влезеш у тој алгоритам, мислам потешко. Треба да го убодеш. А пред тоа на нов профил ти дава многу посебен рич. Тајминзи за објава и рич. Не, ама треба убаво за да стигнеш. Да. Како се едитира? А гледај се пример колку е просто кога ќе направиш систем. Ја пример и за што го земавме fulfillment центарот и со све можно тоа. Целта ми е, знаеш, ти сега ќе ги обучиш, така? И да може одма после некој да продава, да го види тоа реално, пошто едно е реклама кој што па повеќето и фирми кај нас кога некој плаќа за реклама, он не знае што он вика да ја гледаат. Да. Дали таа му носи продажби или овако, ја гарантирам дека само можда 15% знаат реално тоа да го знаат кроз продажби. Пример, сум те платил толку, ти си ми донал толку. Да. Пошто сите да се шири. Да, повеќе, например, има некои фирми кои ми се обраќаат на мене, стрикно ќе кажам пример, кои ми се обраќаат за маркетинг. И викам, има разлика, луѓе, какво сакате да биде видеото? Дали сакате да биде за продажба или за awareness? Така, Да. и мора да биде, ако е за продажба, да биде фокусирано на еден продукт. Сум имал случаеви кај што вика за продажба правиме видео, ама да ставиш 5 продукти таму и ти немаш, и плюс тоа видео не се објавува, не се пушта како ад, за да знаеш точно што ти донело видеото, туку така фиктивно вика за продажба и видеото го пушташ колаборација, ама не знаеш колку продажби има донесе. Да. Дека не секој ти кажува ја дојдов у продавница од тоа видео што го видов, така? Некој го видел видеото и доаѓа и ти купува или онлайн да го порача, он ќе види таму на рилот линк, све едно друго. Нема Па затоа се најбитни мерил. рекламите, Да. пошто ти се пример се ново што ќе почнеш мора прво awareness да ги запознаеш луѓето Така. со што е тоа. И сега ги пушташ тие сидат за awareness, после икс време луѓето што кликнале таму и се заинтересирале, им правиш видео за продажба. И ги таргетираш само тие што кликнале. И тие автоматски така си ги ставиш у инка една комплетна кој што е цел фанел и знаеш да раководиш со твоите потенцијални клиенти. Да. Дека вака иначе снима и прави, тоа е све супер, ама зборам за посериозно, кога ќе сакаш и сериозни суми на пари да се трошат и све, не... Да. Ја битно сега си направив концепт како треба, благодарение на тебе. Види за колку брзо го решивме тоа што ме мучеше. Не, ја го знаев ова дека како треба, шо, ама кога ќе го запишеш на хартија или вака дигитално, ноут кога ќе го пишеш, веќе ги знаеш работите по кои треба да се движиш. Сега убаво ми вика, битно е да се направи костур со најнормални видеа, за да се почне, од кој ќе се почне лесно. Па тоа. И ти се едно да снимиш, сами ќе ти доаѓаат овакви, ќе направиш пример као курсеви, тоа е добро сега што ги направив тие софтверите ми се врзани со страната и ти ги влече од друго место, имаш стриминг заштитен, кај што ги објавуваш и си правиш сега прво почињаш едно, така, после ќе подобриш тоа. Ти не може совршено да е првото, ме разбираш, Да. тоа ќе почне да тераш, што е сасвим доволно, ама така и ќе се усовршуваш. А вака ако бркаш само врв да биде, никад нема да почнеш најверојатно. А што мислиш за тоа плаќањето, како да го направиме онлайн да се биде плаќање, така? Да, мора онлайн, нема како Да. ќе плаќа. Да, нема.
онлайн си да плаќа онлайн и ти ќе им правиш као твое комјунити си билдаш и после може афилијет линкови да им даш да Да, тестираат. фактички они месец дена трае обуката и после тој месец дена ти да добиваш афилијет линк каде што ќе ги пробаш твоите способности од курсот што си го научил. Да. Имаш опција одма да го уновчиш тоа. Да. И плюс најбитно е што ти точно знаеш резултати за како да се градиш и као контент креатор за такви видеа. Да. Пошто знаеш што продава. Да. Дека знаеш и кај нас сега ќе дојде некоја компанија, маркетинг агенција некоја води, они нешто знаат, нешто виделе, нешто и сега те тераат нешто да правиш што можда благе везе нема со продажба. Да, да, Пошто многу ретко кој пати си тестирал има за случај. продажба да има метрика точно да знае. Да. И сега ти може да си знаеш дека ова ќе продае, ама он ти кај па не така, вака. Ама ја мислам тоа има улога, ама и битно е и од продукт до продукт. Или? Па зависи, да, зависи за што е и како се продава. А дали тоа да биде па еден курс треба да биде? Не бе, после ќе си правиш различни. За почеток треба да биде стани контент креатор за месец дена и почне да заработува. Гледај, просто тебе пример публика особено под YouTube имаш помлади деца што те обожаваат. Така? Да. Сега тие идат средно ваму таму. Значи, што ќе биде? Ретко кој ќе се насочи у оваа држава што му се нуди ништо посебно. Да. И се он кога више те гледа имаш инфлуенс над нив, можеш да ги искористиш да ги обучуваш уште тогаш. За секој може пример лупам се не знам колку може да биде 20-30 евра месечно да одвои и кај што реално он ќе го помина курсот, ќе ги научи работите, ќе си тестира, ќе си снима видеа и за брзо време он ако го усоврши тоа за брзо време може да почне да заработува. Да. И плюс ти може да ги да им даеш опција на нив, као што те бараат тебе за реклами, да ги нудиш дечки, пошто више си ги обучил, знаеш дека праќаат видеа, а и секако кај нас, мислам не кај нас, него општо сегде треба разни личности, знаеш, еден која рекламира поише работи, више го гледаат како тоа ќе ми барат, имам доста брендови кои работам и веќе ми има потреба да се снимам и јас со други ликови, па со тоа да пораснат и нивните профили и полесно да продаваат и органски покрај тоа што продаваат и... Абе, ја од тоа што гледам, пошто цело време гледам и сум насочен буквално само на тоа, светот иде на персонални брендови градење више. Значи, сега со и со све е овозможено, ама тоа не ти продава. И сега ти кога ќе научиш тоа да го искористиш кроз твој производ или кроз други, небитно како ќе почнеш, Чекај. тоа ти е буквално кога на времето занаед што учеле. Да. Пример како ќе им влиеш добро на твојата младина. Добро. Значи ти сега некој дете 15 години, Добро. те следи тебе. Добро. Појма нему животот што ќе прави. Иде у Да, школа, дали ќе иде за адвокат. дегенеризам класичен, дали... ништо, значи само губење време. Тоа друго што ти се нуди тука, кладилници, коцкање, излагање. Да. Блуд и неморал. Да, што не дека е лошо, ама мора баланс. Не бе, морал, убаво кажа, За баланс. излагање. Тоа другото ништо не оправда. И сега ти ќе видиш, те следи тебе. Оп, стани контент креатор, првиот курс. Добро. Стани контент креатор, идеално име. Да. И сега, пример, ја, еве да се вратам и кога сум бил средно, секој може да одвои, не знам, микс сума на пари, што таа тебе ќе ти овозможува да инвестираш. Да бе, да у не тоа. искочиш еден викенд, два да не искочиш и Па, тоа. колку може да ти е тоа? 20 евра, 30 евра месечно нека кошта, еве, првиот, најосновниот, така? Да, да. Со 20 до 30 евра месечно, него му е у градов 2 пијачки да испие. Со тоа он за цел месец има, ако се сака да учи, нормално, се има некој неќе, тоа џабе, не можеш да им влиеш на тие. Ама тоа, значи ти ќе го обучиш да биде контент креатор, а контент може да прави константно, у школа кога е, не разбираш, од све може, знаеш и ти највише, дека контент од све можеш да продуцираш. Имаш телефон, го палиш телефонот, снимаш и тоа. И он, пример, за месец дена ќе те научи, тебе те бараат за реклами, како што си ја правиш вичи како маркетинг агенција и све, ти ќе ти бидат обучени, ќе ги понудиш нив за помала сума на пари, пошто кај нас сите сакаат прво најефтино ако може. Да. А фактички пак е тука јас сум во
Подпомагам, насока, опрема, снимање. У средна школа. Да. И после тоа. Ако сака и ако е амбициозен и ако има времето да го одвои правилно, да заврши тоа што треба да заврши у школа, да заврши. Јас се извинувам, ама не е до нас, до ветерот беше. Тоа сум го размишljал и затоа и што го правам и со афилијет програма и со све. Значи он реално од појма немање, ако сака за месец дена ќе научи да го прави тоа. За да може да го прави, другото си искуство, нели нормално. Да. Кроз тоа тебе кои се подобри ќе си ги бираш ти, ќе ги нудиш за реклами да снимат. Да. И ќе можеш примери за ти што ќе правиш продукти, сега што ќе го извадиш еден продукт, друг продукт, Да. фирма ќе те бара за нешто, Така. ќе може со нив да снимаш. И више ти генерираш младина кои што се контент креатори, кај што тоа е најбитното нешто што ќе може уиднина да прават и нивни брендови. Ама мора да има стадиуми за да стигне до тоа, не може Така е. преку ноќ ништо. Ама гледаш све, па не може преку ноќ ништо, а и гледаш сега како се спојуваат овие работи. Со тој курс до каде доаѓа до тоа нешто што ми било конечната замисла, да се продуцираат млади, нови Тоа е најбитно. кадри, што би се рекло. И ти го градиш тоа комјунити кај што пример има ти некој. Еве ја нормално и со овие што контактирам што се афилијети, ја им викам ја Google Ads не водам моментално, немам кога ни да се насочам ни ништо. И им пишам у групата, нека земе некој, нека се насочи на Google Ads, ќе има многу добри резултати. Дека не ги работи за афилијет моментално ако збориме, не го работи Google Ads, така? Да. И автоматски ти им даваш насока кај што некој да земе, треба да потроши една недела, макс нема ни една недела, да види како да ги пушта тие кампањи и да се насочи да ги прави како што треба, пошто кај нас има малце проблем со Google Ads, не може од Македонија. Со кирилицата, фактички. Да, ама за све има решение. Само треба на некој му даваш насока да се насочи. Исто така и пример за контент креатори. Да. Што ќе правиш? Се он обучен, прво тебе ти користи, второ ти него си му дал животна шанса, кај што он научил и се насочил на нешто конкретно да го прави. Пошто светов има деца по 12-13 години заработуваат сериозни пари. Да, веќе кои ќе стигнат полнолетни и над 20 години, веќе имаат сериозни суми позади нив. И тоа се случува фактички со овие екстремно млади, а екстремно богати што се гледаат на социјалниве мрежи и TikTok и Instagram што го покажуваат нивниот лајфстайл. Абе, добро, ете, и не мора до толку, ја знаеш како викам, основното, значи он реално да го научи тоа, ако стварно работи и е посветен на тоа, он може за 2 месеци да заработува 1000 евра месечно кај нас. Како ништо. Реално може да стигне. Знаеш што значи тоа сега врати се ние кога сме биле по 16-17 години, не си можел да ги нацрташ тие пари што се вика да ги заработиш зборам, не да ти ги дае некој. Да викаш, да имам ја 1000 евра. И тоа пази, тоа ти е само почетокот, тоа не е ни почеток. Тоа е више ти си насочил, ти дае резултати, само навлагаш уште толку и тераш у таа насока. Прав си. И после имаш друг курс, трети, више ги врзаш со афилијет програма. Тие те и за Србија конкретно, пошто комплетно цела страна е таму, ќе го ставиме и софтверот таму, ќе може некој да биде афилијет за Србија. Да, и од Србија. Да. Кај е после цел свет, кај се други производи. Значи тоа е футурио ја што сум ги направил. Ние примери со фулфилментот и со све сакам да може некој твој сопствен негов производ. Да. Си го ставаме од тука се уште и тоа на почеток, ама сакам да стигнеме од Македонија да може и у цела Европа да праќаме. Тоа значи дека ти може, пример еве што го правиме Томе Харт, го ставаш у фулфилмент и за X време кога ќе можеме со комплетно со извози со све да регулираме меѓу магазините, тој да го продаш од Германија да си го порача или од не знам, од Швајцарија да си порача таму да му стигне. И си снимаме сега тука седим у куќа, видео, лупај. Да. Си тера. И си се продава таму производот. Плюс колку има наши гастарбајтери у Германија што знаат германски. Пример, ќе види курсот твој, ќе го помине курсот, ја научи, ќе го сними на германски за Томе Харт. Да. Но многу е едноставно, само треба малце фокус и да сака некој, пошто најбитно е да сака, ако не ќе све е џабе. Тоа стварно ептене добра работа. Ти
замисли, еве се од Германија, некој да не гледа, да сака тоа да го работи, да го види курсот како иде, ја гледа афилијат програмата, ти може само на германски да го направиш тоа, ти не треба да бидеш познат инфлуенсер од Германија или било што за да продаваш свој продукти, тоест да продаваш афилијат продукти. Здраво на режија. Директорот дојде. Како иде светот, и со Васил тоа зборев во некој, сега ќе виде некој што се вика ќе молар ќе биде или знаеш такви физички работи кои што идат еден куп наши ги експлоатираат у Германија по 18 сати да работи. Да. Океј, да нека биде поидовна точка, ама знаеш јазик овако, ја стварно мислам дека за месец дена некој од нула да има познање дека да го изгледа тој курс дека ќе знае, да почне. Другото искуство. А мрежава, например, еве сега доколку го гледа видео и се нафати некој од Германија, спремен е курс, спремен е се, да се нафати некој од Германија да ги работи продуктите афилијат. Мрежата спремна е за тоа? Да, бе, све е спремно. Абе, јас више договарам следна недела треба да се идам за Канада и за Австралија. И сакам тоа да го ширам цело време, пошто тоа е најбитното. Прво има возможност на луѓе да заработуваат, а второ градиш комјунити кај што пример, ја нешто што не знам, они знаат и си помагам едни на други. Тоа така е суштината и убавината. Некој е програмер у тоа што ќе влезе, некој е, не знам, уметник, црта, па ќе направи некакво креативно статичка реклама, така? Да, бе. Само ќе му се даде, ќе добие инспирација и ќе направи нешто што го прави најдобро. Он може тоа ќе биде некој нов вид на, може највеќе ќе успее до сега таква реклама или не знам што. И значи сега треба курсот да го направиш. Курсов го почнувам неделава. Прво интро. Абе, прво тоа содржината и после се ги снима, ама така, немој жити светот професионално. Не, така. Пошто професионални, ја тоа сум сватил. Никад нема. Имам сетап дома, мислам сетап на компјутеров, седнам, светленцата ми се наместени, само да ги упалам. Да го може? Така и да си го правам муабетов. Може. За дечкиве што почињат, направив систем, многу време изгубивме за да може било кај у светот што ќе заработува пари преку програмата, тука да му ги исплаќаш на сметка. Значи буквално да не му треба никаков пејмент, ништо, не ги користи нашите, пошто све ни е врзано, за да биде овозможен, иначе мене тоа најтешкото ми било. Ти од кај нас, пошто не постоиме нигде, е најтешко да земаш стварно, основни работи што за некој што е у Америка, тоа него ни рачуна ко проблем, стиска на Stripe-от овакво, акаунт, не му треба ни ништо, кај нас нема ни ама знаеш што, знам дека се упреговори, баш зборевме, идевме на ова на состаноциве што се со Сдруженијево за инфлуенсери, изборевме со министерот за дигитална, пробува да PayPal, мислам дека за PayPal беше. Да, со PayPal немаш. Да, и да биде PayPal и не знам што да се направат како payment метод за Македонија да може, ама не знам до каде работа. 5 години. А PayPal ништо не те врши ова. Веќе да. Пошто ти пример ја со Stripe и со Shopify Payment што ми е врзано, ти знаеш дека ако имаш било кај на Shopify акаунт, имаш ShopPay, директно не се ни логираш од тему што нарачуваат кај нас, кога ти е ставено све само бај одма зима пари. Истото и тие со Shopify. И тоа знаеш колку го убрзува процесот. Кај нас пример банкиве, ја претходно кога сум имал и од други наши банки плаќања, чекај OTP код, па кодот, па овакво, па налет додека ставиш картицата да платиш. Да бе, стварно, а тему како продавница, каков пејмент метод има што е одма ти иде, не те прашува милиарда работи. Ја пример и со Васил затоа се насочив, он пример у логистика делот и најбитно ти е ти темелите да ги имаш цврсто поставени и логистички да си решен. Пошто гледај тему колку се проширија брзо ради добра структура. Најбољи пејмент метод има од сите. Направиа 10-дневни фулфилмент имаат низ Европа, ти стигаат и одма нарачки, само штракаат луѓе. Бога ми, за недела дена ти стига нарачка. А ти некој американец да врзаш некако и со наша банка, па кога ќе му стигне тоа, па цената, знаеш дека денари ти е на крај.
Пошто ти Не. пример ти пише $50 и ако е со наша банка врзан, И со ќе не знам каже- како може, иде на ушедна страна и му излага $2700, па код, па тоа гледа, вика руши ми го хак Да, на вика, компјутера. да. Никој не ти купува тоа, нема заштита никаква. Да. И затоа, пример, со тие сите можности е многу лесно некој да го обучиш и да почне уште одма. Фактички, вие тоа го имате спремно све и не треба за ниедно тие работи да се замарат. За Ни за ништо. пенгинг методи, ни за... Ова е боза за некој што сака да посвети време, да се обучи и да посвети време. У кратки црти може за многу брзо време да почне да се заработува, бидејќи цела структура све е спремно од ваша страна и со ништо не треба да се замара. да. А да фатиш да го идеш тоа пешки, како прво колку години имате Не, до сега нема. потрошен? 3 години, ама 3 години секој ден по 18 сати, двајца, па удри овака. Да. И тоа у различни делови ние сме поделени. Пример, ја за тоа за логистика, за такви работи уопште само седнувам на состанок и се договараме што правиме. Тоа си тера Васил. Да. Јас си терам другија работи. И затоа ми е главното и се насочувам и од кај нас да може да се овозможи тоа на луѓе, пошто ти се и сам кој ќе видиш дека можеш да заработуваш, уште толку навлагаш Да, во тоа. да. А има безброј Па нели, опции. нели јас, кога го почнав, кога ми го направивте афилиет линкот, така? Кога почнав, така беше, објави едно, немав реклами пуштено, Да. и едно стори што го објави, не знам колку нарачки. Направи, тоа ти дава буст. И се насочуваш уште Да, бе, толку, кога ќе имаш видиш чим- дека функционира Да, за да, било да. што, па ти општо ете некој кој ќе почне видеа да снима и кој ќе види првото поише вјус има Да, бе. мотив да снима, да Прав- нема, Прав си, сега кој прав ќе си. прави. Не треба да се откажеш, треба да го тераш. Истото е у све, со видеава што го почнав ја да го правам. Нема ти дали има 1000, дали 100.000, дали милион вјус, само објавува секој ден, тераш и тоа е. И пример, знаеш што е најбитно што кај нас ретко кој го сваќа од тоа што се насочил. Што, пример, ти со афилиет кој ќе почне некој за брендот, ти на некој начин доживотно можеш да збориш за тоа и да го рекламираш, Да. пошто ти е. Да. А сега, пример, некој ќе земе, ќе ти искористи, Да. после друг бренд, па не можеш сега ти една година си рекламирал бренд за не знам што и после имаш конкурентски бренд Да. за истата Ова е следна година. Точно И тоа. автоматски твојот збор више нема вредност. Ја пример, сега да би сакал некој да платам за реклама конкретно што не ми се исплати, тоест немам зашто. Ама сега онако рекламирал, не знам, 4 различни фирми за суплементи и сега следна година сум зашо би му дал. Да, Така? да, Прво да. нема тежина тоа. Ова му даваш, например, за веќе луѓе што знаат да си ја работата, веќе докажани инфлуенсери, видеокреатори. Ова е многу одлична опција што цел живот еден продукт можеш да рекламираш. Фактички твој е продуктот, он е партнер со вас. Да, бе, да. Па тоа е суштината. Да. И пример, и он кој ќе верува продуктот и кој ќе ги осети бенефитите, само си се улага у тоа и си гради контент околу тоа и тоа му е доживотно. Не е сега некој па кај нас, знаеш, како заебал, го искористил, пошто ти ја и на почетокот кога почнав кој ти викав, ти џабе пример видеа што ќе ми дадеш, ја можам 7 твои видеа 4 години да ги вртам. Да, така е. Така е. И главното тоа пример што правиме, знаеш, да има опција некој ќе сака понатаму и негов продукт да има. За било што, да може систем и со регистрација да му го пошто пример за суплемент е многу комплициран. Вие имате логистиката и што го правевме муабетот. Вака се снимавме кај бевме и викаш за Томе Харт. Така? Да. За колку време ја го добив продуктот? Да, 2 да. недели Да, бе. беа отприлик. И само може регистрација, баб стајане и го продаваш и толку и не се Да, замараш со да. ништо. И сега уште следно да можеме да го пуштиме Балканот преку Србија, што ни е магазинот и у Бугарија, Европа, ти рачуни дека ќе може го ставиш продуктот, тестираш Македонија, дава резултат, после го шириш цела Европа, па после се наоѓаш преку твојата за контент креатор курсот нови афилиети што ќе рекламираат твојот продукт и така ја шириш мрежата. Па тој ќе сака друг и сега сакаме
како офис центар, плюс тоа да го направиме да има и сметководител, некој ќе сака фирма да му отвори, со ништо да не се замора, пошто јас знам, пример, јас сум од тој креативен дел и стално сум гледал некој што ќе имам партнер што ќе се замара со документација и со такви Ја работи. тоа не може ми се И повраќа, сега ти ама пример, па затоа ти викам, ти си доаѓаш на состанок, си викаш, оке, ми треба фирма, сакам ова, сметководство, стига документите, како ги земат продуктите, немаш магазин документи, све ти е решено тебе, Да, само да. ги праќаш и се насочуваш на тоа што треба да се насочиш. Да. Што ти зборам цело време, пошто ти за пример со сметководителот и со документите праќа 5 дена ќе те матка, Да, те фаќа нервоза. па чекај ова. Немаш креативност. Не, кога треба документ ваков, документ онаков, па испринтај, па чекај таа фактура, па извод од сметка, па тоа е многу. И за рачуне со ништо тоа да не се замараш, само некој баб и си тера. Да. Плюс тоа, после ќе направиме опција да може и надвор да се отворат фирми. За Stripe некој негов да сака, за све може. Да. И имаш цел систем за уствари само да од секој да се извади максимумот за тоа што е предодреден да го прави. Најпросто кажам. Така. Денес толку, Се гледаме у наредно до кај сум. наредна епизода, дали Томски ќе го направи курсот за контент креатори. Кажа за недела дена, денес е недела, кој датум? 10. Утре ќе го објави. 15 март. 15, кога дое 15 март. Па помина месец. Значи на 25 Томски курсот треба да го објави за контент креатор. Како притисок, почнувам месец дена на страшна, од утре почнувам страшна вакво програма, мислам Тоа страшна нема програма. никаков изговор тука. Тоа со курсот, која Да. поврзаност има? Да, нема, прав. Па нема, тоа е. И пак ја разврзавме темата, значи се Се гледаме гледаме наредна. во наредната епизода. Наредна недела, значи. Или која? Наредна среда. Ќе видиме.